Добро утро до нашите гледачи, се слушаме одлично. Јас се јавувам од Чаир, најмалата општина кога се работи по површина во Скопје. Да, се јавуваме токму од Чаир и не знам дали сте знаеле дека Чаир постои како населба повеќе од 7000 години. Своето име го добива уште во времето на турското робство, токму од османлиите, и во превод Чаир значи ливада. Раздвижено е овде утринава, можете да го доловите тоа и преку нашата камера. Дени одлично може да го долови тоа, предпоставувам. Се најавуваме конкретно буквално од улицата Цветан Димов, улица која што во минатото знаеше честопати да ни донесе хаотична слика. Честопати можеме да видевме, значи да видиме оловде сме можеле пешаци кои што поминуваат на необележан пешачки премин, возила кои што вртат без да дадат сигнал и слични такви слики. Од неодамна токму оваа улица добива, како што можете да видите зад мене, долж целата улица бетонска ограда. Оваа бетонска ограда посебно го привлече вниманието кај јавноста, бидејќи е испишана со графити, како што можете да забележите. Станува збор за имиња, има околу 3000 имиња напишани на оваа бетонска ограда. За тоа што поточно станува збор околу овој проект, ќе зборувавме, направивме разговор со еден од представниците, односно основачите на Facebook групата Чаирска романтика. Тој беше љубезен и ни раскажа се околу Чаир. За оние кои што не знаат, да појаснам, Чаирска романтика е Facebook група која што постои во виртуелниот свет веќе 3 години. Има речиси 18.000 следбеници и многу поддршка. Имено препорачувам да ги побарате на Facebook и да видите многу интересни објави од страна на оваа група на млади луѓе кои што ја основаат оваа. Ќе морам да се поткачам за да не настрадам, тоа е во живо. Така? Се надевам дека сум сега во ред. Да, зборував за Чаирска романтика како Facebook група која што ви ја препорачувам да ја погледнете, бидејќи објавуваат што се случува во Чаир во периодов, а воедно и потсетуваат на Чаир, за чаирчани колку се сплотени како народ. На тоа го прават на многу интересен комичен начин. И сега, како што споменав, во продолжение ќе го чуете представникот од оваа група кој што сакаше да остане анонимен, воедно тие сакаат да останат анонимни, па ќе чуете како тој раскажува за Чаир и конкретно за овој проект околу бетонската ограда. Улицата Цветан Димов е, да речеме, крвотокот на Чаир, главната улица. Она улица што ги води сите патишта од центарот према нашата населба. Поставена е бетонска ограда да ги раздвои значи двете страни од булеварот или улицата, наводно поради некоја безбедносна мерка од превенција заштита од несакани сообраќајни незгоди и слично. Искрено како луѓе не ни се допадна таа идеја. За разлика од Чаир, во другите општини гледаме цветни жардинјери, гледаме тревнати површини украсени со разни мотиви од самите општини. Ние овдека добивме буквално нешто што не символизира нешто убаво. Знаете, ѕид, кога ќе видите ѕид, потикнува кај луѓето непријатно чувство. Идејата да се ишара тој ѕид со имињата на луѓето кои што живеат во Чаир, не знам конкретно дали е идеја на град Скопје или на општина Чаир, ја направија стрит арт уметници, деца и цртувачи на графити, кои што својата задача си ја завршија во рокот 2 деноноќја, мислам дека 48 часа. Имињата на децата, идејата да се испишат имињата на децата го символизира заедништвото во нашата општина. Имиња од разни вери, разни нации, разни религии и ние на некој начин во знак на мал бунт, на еден позитивен начин, решивме да разубавиме таа бетонска ограда. Значи бетонската ограда не буди кај никого убави чувства, нисто така и кај нас како жители на оваа населба. И решивме да ја украсиме со една мала наша улична авангарда.
Самиот проект го изработија не повеќе од 6-7 деца во разлика од слободните активности, некогаш беа тројца, некогаш беа 5, некогаш беа максимум 7 луѓе. Околу тоа дали луѓето го сметаат самото цртање на графити за вандализам, јас искрено ќе ви кажам, под вандализам подразбирам се она што кај другите луѓе поттикнува неубави чувства, нервоза, агресија, непријатност, буди омраза. Јас мислам дека еден ваков проект каде што се исцртани имињата на нашите деца од Чаир не може да се смета за вандализам, туку може да се смета за една улична уметност, за една гранка од субкултурата. И како тоа е изведено, околу 2-3 имиња исчртани на површина од на должина од 1,5 километар, да речеме, не знам точно колку е тој бетонски зид долг. Ние успеавме да напишеме 2 до 3 илјади имиња. Некои имиња се повторуваат, меѓутоа дизајните се различни. Како да се живее во Чаир во време на пандемија? Претпоставам дека не е ништо поразлично и од другите општини и другите градови. Чаир како една стара општина кај што луѓето меѓу себе многу добро се познаваат и кај што меѓу себе многу се дружат, разговараат, имаат своји заеднички собиранки. Подеднакво тешко ја прифаќаат светската криза, карантинот, изолациите, луѓето колку и да се осеќаат слободни во својот дух, сепак притисокот дека треба да се седи дома, дека надвор владае полициски час, создава неугодност и дружењата се сведени на кратки средби. Искрено не сметам дека нешто Чаир е толку недисциплинирана населба како што сакаат да не прикажат во однос на другите населби. Во секој сокаче, слепо уличе, може некој да се искраде 2-3 минути да се види со некој сосед, да испуши некоја цигара, да застане на краток муавет. Тоа е природна и човечка реакција. Значи, инстинктот за слобода и да се излезе малце на воздух е, мислам, својствено за секој човек без разлика во кој дел на градов живее. Зошто е чаирската романтика поинаква од другите? Па мислам дека самиот збор романтика представува враќање во некое минато, евоцирање на спомени, на некои убави нешта. Јас ќе ви кажам за Чаир, Чаир како стара населба со своите не повеќе од 50.000 жители, кои што ви кажам дека од до својата 80-та година, верувам, целиот свој живот го поминале во Чаир. Дали станува збор за тесни улички, паркчиња, клупи, паркови, секој жител на оваа населба има пресликано дело своето минато, своето детство, својата младост на тие клупи. Ние на еден убав начин преку нашата Facebook страна решаваме тие спомени на самите жители од Чаир да ги пресликаме на самата Facebook страница, да ги оживееме тие настани, некои луѓе кои што се сеаваат по одминати години да ги вратиме во младиста, малце да ги потсетиме какви глупости и шали правеле кога биле млади. Сето тоа наидува на позитивно одобрување, луѓето се смеат, луѓето се шалат и мислам дека сме единствена Facebook страна на овие простори, барем за оваа наша држава, каде што не потикнуваме омраза, не потикнуваме кавги меѓу луѓето, делби, не интересира политика, не интересира кој која вера е, која нација е. За нас е сведно дали некој се вика Дејан, дали некој се вика Селим, дали некој се вика Ибрахим, дали некој се вика Хадо. Значи, ние сите сме една слика која што се нарекува Чаир. Затоа чаирската романтика е поразлична од сите други. Зошто чаирската романтика е поразлична од сите останати романтики? Би сакала за крај да додадам дека оваа Facebook група Чаирска романтика името го добива токму од познатиот хит на Владо Јановски Чаирска романтика и впрочем ќе потсетиме дека токму Владо Јановски е од Чаир.